Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, сакам на почетокот на ова наше заедничко обраќање пред вас, заедно со председателот на Република Косово, да нагласам дека остваривме средба како лидери на две држави што немаат отворени прашања. Позитивните и конструктивните билатерални односи, соработката на сите нивоа остварени досега, не охрабруваат да одиме чекор понатаму, да отвориме нови можности за натамошно напредување и продлабочување на нашите меѓусебни односи. Такви можности се отвараат со заедничката подршка за отварање на граничниот премин Белјаковци-Станчик, како и со неопходната инфраструктурна поврзаност, какво што ќе се оствари со изградбата на делницата на автопатот Блаце-Скопје. Убеден сум дека тоа ќе интензивира економската соработка и ќе го зголеми обемот на трговијата меѓу нашите две земји. Добар чекор напред ќе биде воспоставување на мешовит комитет за економска соработка и други заеднички комитети за идентификување на дополнителни заеднички проекти, како и за градење заеднички стратегии за подобра интеракција помеѓу деловните заедници на двете земји. Енергетското поврзување и енергетската соработка е секако еден од нашите заеднички приоритети. Косовскиот лигнит за македонските компании како заеднички проект е од особено значење. Истовремено, Република Македонија ќе иницира изградба на гасоводот за Косово. Сигурен сум дека реализацијата на една таква можност е остварлива во рамките на Берлинскиот процес. Сите овие иницијативи и многу други ќе најдат место на дневниот ред на нашата заедничка владина седница која ќе се реализира наскоро. Важна и заедничка точка во нашето поврзување е и регионалната соработка и интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Тоа е нашата стратешка определба, за која веќе имаме потврдени позитивни искуства. Тоа е резултат на нашиот пристап во овој процес. Тој е многу отворен, конструктивен и искрен, без никакви скриени агенди. Република Македонија го поздравува тековниот диалог меѓу Приштина и Белград. Напредокот во таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој. Македонија го поддржува позитивното решение за Косово, решение кое ќе ја унапреди состојбата и благосостојбата и на албанците, и на србите, и на другите граѓани на Косово. Решение кое што ќе го зајакне мирот, стабилноста и просперитетот на Косово, на Србија и на целиот овој наш регион. Многу е важно лидерите во регионот да бидат обединети во сите цели, а тоа е одржлив мир, економски развој, регионална соработка и секако членството во Европската Унија. Благодарам. Благодарам многу. Ние одржавме една одлична средба со премиерот Заев. Косово и Македонија, како што рече премиерот, немаат ниту едно отворено прашање. Напротив, тие се како две пријателски земји со една одлична соработка во сите полиња, институционални полиња. Тие се многу извонредни, многу битни се реформите кои што се вршат во Македонија и Косово во нашиот пат кон ЕУ. Двете влади и Косово и Македонија прават одлични чекори во билатералните средби, особено тоа што спомна и премиерот. Битни реформи кои ќе бидат во интерес на нашите земји, на нашите народи, на економскиот развој, на создавање на нови работни места и на добрата благосостојба на граѓаните. Беше охрабрувачки фактот што слушав од премиерот Заев и неговите партнери дека сега кога сме во последната фаза на автопатот Приштина-Скопје, има владата на Македонија донела одлука ова да започне од границата со Косово кон Скопје и да се заврши овој автопат кој ќе им олесни на луѓето од Македонија и од Косово да се движат слободно, за да имаме еден европски и
европски стандард и простор, ова е во добробит на сите луѓе без разлика и на слободното движење и на границите. Исто така, денеска сум тука да се сретнам со премиерот, за да го охрабрам и да го поздравам, да ги поздравам неговите ангажмани како државник се башко со премиерот на Грција Ципрас за разрешување на прашањето со името. Мислам дека ова е најправична одлука, можна одлука, и ние како лидери треба повеќе да мислиме за нашата земја или за популистички одлуки. Нашата иднина и на Косово, и на Македонија, на целиот регион, ние се стремиме да одиме кон ЕУ и НАТО. Затоа Косово, почитувам премиере, ви дава потполна поддршка и на вашите партнери во Македонија, за да се движите напред кон зачленувањето во НАТО, за европската иднина, и ги повикувам со мојот скромен авторитет. А Косово, како соседна земја на Македонија, сите луѓе, сите граѓани на Република Македонија, без разлика, да учествуваат на референдумот и да гласаат за Македонија во НАТО, значи мир за целиот регион, вклучувајќи го тука и Косово. Мислам дека ова е еден историски момент кој што треба да се искористи. Исто така, господине премиере, ние дискутиравме во нашата билатерална средба. Вие само што го завршивте процесот со спогодбата со Грција, сега остана Косово и Србија да го затвори процесот, нивниот диалог и да постигне историска спогодба. Вие знаете дека ова нема да биде лесен процес за да се постигне ваква конечна историска одлука, што значи реципрочна признавање на двете страни. Единствен пат е диалогот и спогодбата за Косово, што побрзо да се движи кон европската перспектива, исто така и Србија, и дефинитивно да имаме една просторија на европски стандарди и евроатлантски дух. Спогодбата е многу тешко да се постигне, многу потешкоти, многу бариери, но јас сум оптимиста. Подобро сега да го постигнеме тој договор, отколку постои 2 или 3 децении. Ние немаме право да го држиме заложник, иднината на нашите деца и на децата на нашите деца и на идните генерации. Така што ќе направам огромни напори за да се постигне ова историска спогодба меѓу Косово и Србија, што значи реципрочно признавање и за евроатлантската иднина на Косово, Србија и за регионот. Јас пред неколку година бев и во Албанија, зограно со председателот Мета, исто така и вчера со црногорскиот председател Ѓукановиќ. Сакам и со вас да разговарам и да ве осигурам дека секаква спогодба постигната помеѓу Србија и Косово ќе има европска суштина и ќе биде во интерес и на Косово и на Србија, на нашите народи, ќе ја зачуваме супстанцата, суштината и мултиетничноста во Косово и Србија. Нема да има решение по етнички линии или врз етнички основа. Исто така да биде сигурни дека било каква спогодба меѓу Косово и Србија ќе биде една спогодба. Вие ќе се чувствувате комотни, ќе се чувствувате добро и луѓето ќе го поддржуваат овој процес. Нема да направиме никаква спогодба која што го минира односот на нашите пријатели, ниту Македонија, ниту Албанија или Црна Гора или други земји, но ќе биде една координирана спогодба, како што вие тука правите со ЕУ, со САД и сите наши пријатели и партнери. Благодарам.
почитувани представници на медиумите, може да поставувате прашања според договореното. Имаме право на 4 прашања. Марија, слободна да поведе. Прашање за премиерот Заев. Како ја коментирате вчерашната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМН дека го повика членството на партијата на престојниот референдум да постапи според собствено убедување, од друга страна дека не го прифаќа договорот за името и повикот негов за ТВ дуел со вас? Благодарам на прашањето. Јас себе се сметам за промотор на дебатата. Секако иднината на Македонија заслужува секогаш да се разговара за тоа прашање и во тој аспект бойкотирањето за иднината на Македонија не представува никаков основ да се седне и да се разговара. Подготвен сум да прифатам дебата со господинот Мицковски, кога буквално јасно и јавно ќе каже дека е против бойкотирањето. Штом тоа ќе го каже, нека бира медиум, веднаш ќе ја прифатиме дебатата. Но ваквите ставови дефинитивно, апсолутно ја стават во заблуда иднината на нашата Македонија. Очекувам од него јавно, јасно да каже дека е против бойкотирањето. Штом тоа ќе го каже, веднаш ќе ја прифатиме дебатата. Едно прашање до господин Тачи. Вашата идеја за корекција на границите со Србија наишло на спростување од премиерот Рамош Рандира, но и од во овој случај од канцеларката Меркел. Дали вие ќе продолжите да настојувате да ги кроите границите долината да биде дел од Косово, што во иднина и граѓаните на Македонија ќе сакаат вакво можно соединување со Албанија и Косово? Последно прашање и за господинот Заев. Истото важи и ова прашање за Заев. Косово е уникатна, сите носители на власта, партиските политии, медиумите, општеството воопшто се уникатни. Сите знаат дека без диалог и преговори со Србија нема да можеме да постигнеме мирно решение. Друг пат е невозможно, е неприфатливо. Ние поминуваме до еден статус кво, што за мене тоа значи уназадување. Денеска Европската Унија го модернизира и се модернизира и се реформира, но и ги отворил вратите за нас како земји од Западен Балкан. Но Европската Унија во своето семејство не прима земји со отворени конфликти или со отворени проблеми. Ние треба да ги решаваме нашите отворени прашања, па после да чекориме сигурно кон европската иднина. И ова ние сакаме да го правиме заедно како лидери на Косово со раководството на Србија. Тоа што сакам да кажам е следното. Ние веќе сме почнали да дискутираме. Преговорите ќе се интензифицираат уште понатака во иднина помеѓу Србија и Косово. Една таква спогодба може да се пролонгира, но ќе има голем трошок. Мислам дека треба да биде дебата на компромис како во Косово и Србија, како што и разните прашања, витални прашања во секоја држава се битни, во Албанија, во Косово, во Црна Гора. Секоја земја од Западен Балкан, кога се донесува одлука, тогаш има разни мислења. Дебатите се нормално дека се здрави за демократијата. Како спомнав за нашиот диалог, за диалог се институциите и опозицијата, но треба да бидеме реални. Дефинитивно Косово ќе направи демаркација на 430 км меѓу Косово и Србија. Ова мора да се заклучи овој процес. Мора да се заврши. Јас сум многу горд во времето кога бев премиер. Со првата земја со која што направивме демаркација беше со Македонија. И ова го направиме со дебати, со дискусии. Не беа баш лесни, но беа многу успешни. Затоа договорот Косово-Србија, доколку се постигне, ќе биде многу тешко да се постигне,
ќе биде во европскиот дух, ќе зачува мултиетничество во Косово, ќе се координира целосно со ЕУ и САД, соседните земји и пријателските земји ќе се чувствуваат комотни. Косово го почитува територијалниот интегритет на сите земји на Македонија, соседни земји Македонија, Црна Гора и Албанија, но со Србија е една специфично прашање. Треба да се заврши процесот на 43 километри демаркација на границата. Во овој правец нормално ќе биде еден многу комплексен процес и мора да се заврши, ќе има нелесни дебати, ќе има и одбиени одлуки, но за нас ова е еден пат кој што ние треба да го преземе како лидери на Косово и на Србија. Радио телевизија Косово, Бесник. Дозволете да одговорам. Значи, знаете дека се гордееме со изнаоѓање на решенија низ диалог. Тоа го покажавме со Бугарија, го покажавме и со Грција. Свето тоа го поддржи и го поздрави. Го поздравувам диалогот што се имплементира помеѓу Косово и Србија. Македонија поддржува позитивно решение со Косово. Решение кое што секако ќе унапреди состојбата и на албанците, и на србите, и на другите граѓани кои што живеат во Косово. Решение кое што ќе биде добро за иднината на Косово, но и на целиот наш регион. За мене е важно сите лидери во регионот да останеме обединети околу испорачувањето на заедничките цели кои што ги има целиот наш регион, а тоа е траен мир, економски развој, регионална соработка и членството во Европската Унија. Среќен сум што председателот на Косово, како вистински представник на земја пријател, дојде денеска да не охрабри, но и да не смири, односно да испрати порака до граѓаните на Република Македонија, дека низ диалог се обидува да изнајдат решение помеѓу проблемот кој што постои помеѓу Белград и Приштина, но решението секако ќе биде од аспект безбедно, грижливо, пријателски за Република Македонија, како и за целиот регион. Затоа останува наша страна како вистински пријатели да возвратиме на охрабрувањето на низ диалог, да се најдат решенија кои што секако ќе ги одржат конечните цели на целиот регион. Уште еднаш потенцирам траен мир, регионална соработка, економски развој и членството во Европската Унија. Едно прашање до председателот Тачи. Дали верувате дека резолуцијата за Прешевската долина ќе биде прифатена и од опозицијата на Косово? Јас лично силно го поддржувам тоа. Во собранието се партиските политики, политичките партии и тие треба да се изјаснат. Ова барање од политичките представници кои што знам развиваат консултации и јас ќе го почитувам одлуката на собранието на Косово, но во случај на успешно постигане на спогодба или договор меѓу Косово и Србија, процесот ќе помине преку референдум, а после во собранието. Така што самите граѓани ќе одлучат, самите граѓани на Косово ќе одлучат и тоа не може да се спречи од ниту еден поединец или одредена група на луѓе. Самите граѓани со своите изјаснување преку референдум ќе се изјаснат и ќе имат ова можност за конечниот договор помеѓу Косово и Србија за реципрочно признавање да се запечати од волјата на граѓаните на Косово. Едно прашање до председателот Тачи. Почитувана Македонија ја призна Косово во времето кога Ѓорѓе Иванов беше председател.
зашто ај денеска не сака да има средба со вас на председателско ниво и колку пати вие сте среднале со премиерот Груевски, дали сте имале поплаки за неговата влада во врска со прашањето на албанците и кои биле заедничките точки во овој правец. Јас денеска не сум во Скопје да превземам некоја страна за овој или за оној политички лидер. Мојата агенда е ова, како што гледате денеска. Јас се почитувам во целосно планираната агенда. Е многу охрабрувачки ова што го слушав од господинот премиер Заев. Силно го поддржувам неговото патешествие во ЕУ и НАТО. Лидерите и на Косово и во Македонија, нашите граѓани ги одбираат по собствена волја. Затоа јас мислам во разни околности, во разни времења и порано како премиер, јас сум соработувал со сите власти во Скопје, кога беше прогласена независноста на Косово, кога беше признаена. Јас сум многу благодарен за сите носители на власта и на опозицијата, а односот Косово-Македонија не треба да се основаат на политички шеми, туку на државни интереси на двете земји. Затоа, уште еднаш истакнувам дека е од витално значење за мирот и стабилноста на целиот Западен Балкан, не само за Македонија. Македонија многу успешно го положи испитот на демократија, на сигурното патување, европско и евроатлантско патување, за што поскоро да биде дел од НАТО. И јас сакам да верувам дека учеството на луѓето во Македонија, на граѓаните на Македонија ќе биде масивно, не само за да гласат за, туку и да се помине цензусот. И како пријател на евроатлантската Македонија, јас апелирам да излезете и гласајте. Ова е најголемиот патриотизам што денеска може да го направи еден граѓанин на својата држава, на својата татковина. На Косово ќе излегува веројатно на 95%. И едва го чекаат тој ден. Докаде екстрадицијата на обвинетите во случајот Мустрим, на што се положи доцентната реакција? И уште едно прашање, неколку пати на денешната пресконференција повикавте граѓаните да гласаат за на референдумот, нели сметате дека ваквите изјави значат и мешање во внатрешните работи на соседна држава? Благодарам. Секој совет, кога е било, од секој даден совет што е добро за мојата држава, јас ја поздравувам, го поздравувам тој совет и тоа го примам како пријателски совет, корисно. Ние сме соседи и треба да ги продискутираме проблемите, меѓусебните проблеми. Знам дека имаше дебата и порано и разните развои во регионот. Но ние како лидери на нашите земји имаме обврска да дискутираме, да дебатираме и да ги најдеме најдобрите можни решенија за нашите земји, нашите народи. Затоа секоја идеја што ги унапредува нашите земји, тоа треба да се поздравува. Доколку Косово се движи во една сигурна перспектива, сигурен правец, тогаш секој даден совет од Заев, премиерот Заев и другите лидери во Македонија е добродојдено за мене. И секоја поддршка ние треба да се поддржиме меѓусебно. Треба да бидеме блиску еден до друг и мислам дека ова е најдобриот можен начин и најголемото почитување на немешање. Тоа е почит, ова е една оценка. Двете земји ќе бидат дел од НАТО и ЕУ, зашто да не бидеме таму што поскоро. Што се однесува до првото прашање, ќе видам со
релевантните институции во Косово и ќе комуницираме преку нашите институции меѓу Косово и Македонија. Но кога Косово ќе биде наред да влезе во НАТО, да бидете сигурни дека ќе ги поканам сите пријатели да ме поддржат. Прашањето за председателот на Косово. Како го коментирате изјавата на последната изјава на Вучич во Митровица, каде што он го охрабрува Милошевиќ за зоделата што ги направило Косово. Тоа што треба да кажам е ова, следното. Јас како председател на Косово и председател на Србија работиме веќе известно време за да ги движиме работите напред, за да го постигнеме тоа што им недостига на нашите општества, за една мирна, за еден мирен договор, историски договор на взаемна почит, на европскиот дух и на взаемното признавање, што ќе биде компромисно и ќе биде за доброт на Косово и на Србија и на Европската Унија и за регионот на Западен Балкан. Секоја порака на мир, стабилност, добрососедство, на спогодба е многу добре дојден. Председателот Вучич го посетил Косово со дозвола на институциите на Република Косово, но истовремено и неговиот говор за диалог и мир и глорификација, да речеме, и славење на Милошевиќ и неговите генерали како се идентификуваат со геноцид и етничко чистење од Хрватска се до Косово, тоа не оди заедно, затоа ова е за жал и е грешка од некоја страна. И непотребен говор за изградба на нашиот диалог. Thank you, Mr. President, because of respect of our journalists. Thank you very much.